Во една прилика, Јакимовски изјави сакаат да го постават нивниот јарбол и знаме. Господине Стефчо Јакимовски, ве прашуваме, а кое е вашето знаме кое што вие го почитуваме? Ова навистина е недозволиво. Господин Стефчо Јакимовски очигледно во СДСМ најдобро се вклопува, како по своето однесување, така и по својата имотна состојба. Се уште останува непознато како се случи господинот Стефчо Јакимовски во исто време да премине во СДСМ и да вози нова Ауди. На ова прашање очигледно избега да даде одговор. Но господинот Стефчо Јакимовски, наместо да одговори на ова едноставно прашање, продолжи неаргументирано да напаѓа и да го дискредитира кредибилитетот на ВМРО-ДПМН. Се со цел да се допадне и докаже пред раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Колку за потсетување на јавноста и во интерес на вистината, зад кариерата на Стефчо Јакимовски стојат повеќе скандали и расчистени работи. Прво, Стефчо Јакимовски, како министер за труд и социјална политика во владата на СДСМ, потпиша договор за згрижување на бездомници со невладината организација Истражувачка станица Катланово, чие седиште е на истата адреса и каде е и домот на господинот Јакимовски. Јакимовски бил и министер за труд и социјална политика и член на невладината организација Истражувачка станица Катланово, чиј основач е лично тој, која е избрана да ја раководи целата операција со сместување на бездомниците. Второ, она што не пропушти да го направи господинот Стефчо Јакимовски, е да даде навредлива изјава дека работниците во Македонија се заштитени како, цитирам, планини во мечки, како мечки во планина, се извинувам. Трето, Стефчо Јакимовски како градоначалник на општина Карпош е апсолутен рекордер по промашени општински инвестиции и градби. Само за изградбата на нефункционалниот мост во Лајко беа потрошени рекордни 1.200.000 евра. Пари кои секако може да бидат искористени многу попаметно. Почитувани, за господинот Стефчо Јакимовски и ние и македонската јавност имаме уште многу прашања на кои што ќе мора во иднина да даде одговор. Повелете ли имате прашања? Во ред ви благодарам.